Април 1941 година. Европа гори во пламените на Втората светска војна. Македонија е окупирана и поделена. Нашиот народ повторно останува без слобода, без свој јазик, без своја држава. Но под тишината тлее нешто посилно од стравот, желбата за отпор. Во тие мрачни денови се раѓа идејата за борба. Во Скопје, Прилеп, Куманово се создаваат тајни групи. Се заколнуваат на едно – слободата. Не е време за зборови, време е за дела. Вечерта на 11 октомври 1941 година. Прилеп, група храбри борци се движат низ тивките улици. Се приближуваат кон полициската станица и тогаш тишината се претвора во ехо на пукотници. Со тие куршуми почнува новата историја на Македонија. Истата ноќ во Куманово. Партизаните напаѓаат жандармериска станица. Пламенот на востанието се шири низ Велес, Штип, Битола, Крушево, секој град, секое село станува бојно поле за слобода. Македонскиот народ се крева како еден. Од малкумина стана илјадници. Момчиња и девојки, земјоделци и учители, лекари и работници. Сите под едно знаме. Во шумите, во планините, во срцата на луѓето се раѓа новото лице на слободата. По 3 години борба. Соасно. Македонија ја добива својата државност. Но се започна тука на 11 октомври. Со неколку пукотници што одекнаа како гром од новата историја. Тој ден останува вечен символ на непокорот и достоинството на македонскиот народ. 11 октомври, денот кога Македонија проговори со гласот на слободата.